Вечерва со почеток во 20 часот во културно-информативниот центар Скопје во салонот Империјал 2 ќе биде отворена изложбата со наслов Мајкинство на уметничката група позната под името Моми. Екипата на Добро утро секое утро беше во културно-информативниот центар за да поразговара со младите авторки кои стојат позади оваа интересна, несекојдневна и уникатна изложба. Моми е уметничка група, составена од 7 авторки, кои делуваат заеднички од почетокот на 2012 година, поврзани преку своите креативни идеи и инспирации за создавање, како и блискоста на проблематиките кои се провокативни за нивното истражување. Групата Моми ја сочинуваат Ана Ивановска, Кристина Хаджиева, Зорица Зафировска, Маја Кировска, Марија Сотировска, Татјана Ристовска и Христина Зафировска. Пред основањето на групата, тие соработуваат на бројни проекти и се основачки членови на поголемиот уметнички колектив Арт Институт, основан во Скопје 2009 година. Во рамките на групата Моми реализираат голем број изложби и проекти. Се представуваат со индивидуални дела, тематски посветени, додека голем дел од проектите вклучуваат заеднички процес на интеракција меѓу членовите. Да ни кажете како всушност настана Моми? Најпрво бевме група Арт Институт, каде што функциониравме голема група на уметници и кога заврши таа група на некој начин, да кажам, остана желбата да се твори, да се соработува и блискоста по женска линија да се одвоиме како девојки е тоа што ја создаде групата Моми. Од тој период активно работиме заедно и соработката што ја имаме е преку женскиот принцип и така и функционираме. Која кога можеме, со цел да изложбите, создавањето, целиот процес за да можеме да изложиме и да допреме на повеќе места е полесно и поедноставно кога сме група отколку индивидуално и се случува многу побрзо и ефективно. Така, досега заеднички сте работеле на голем број проекти. Може ли нешто околу таа досегашна плодна ваша соработка и активна? Имаме голем број заеднички изложби, каде што најчесто, односно и секогаш, си задаваме самите проект на кој сакаме да работиме и да реализираме дела. Секоја авторка си има свој начин на кој се изразува и во ниедна изложба не се мешаме во тоа како една сака да се изрази. Меѓутоа тоа што е заедничко, не обединува е темата на која работиме, а темата е секогаш поврзана со тоа што не допира нас како индивидуи, меѓутоа и како воопшто како жена. Значи, најпрво нас не допираат темите, ние ги чувствуваме и доживуваме и од тука доаѓа инспирацијата по која твориме, нели? Секогаш инспирацијата доаѓа од внатре, од групата, дали е поттикната од една, па потоа разработена од сите, или секоја дава по некоја идеја, па потоа се наоѓаме заедно. Има внатрешна соработка и тоа е тоа што не одржува како група. Кажавте дека вашата уметност и вашата индивидуална креативност ја спојува всушност тој женски принцип. Дали повеќе женската публика или можеби мешана публика е таа што реагира повеќе и е поприсутна и ги следи вашите активности, е присутна нели на вашите изложби и проекти? За секого е. За секого и сите доаѓаат без разлика на машки или женски, бидејќи женскиот принцип не опфаќа и мажите и жените. Не е само за жената или само за мажот. Женскиот принцип го имаат подеднакво и машките, меѓутоа е изразен кај жената и е самиот живот. Така што секогаш интересот е од секого. И посетеноста
на нашите изложби. Конкретната изложба има многу моќен и символичен наслов мајкинство. Зошто токму мајкинство? Да, конкретно мајкинство, оваа тема јас ја предложив. Ова е нешто што сите нас не допира, е реалност, е нешто што го живееме и нешто на кое сакаме да обрнеме внимание за да го донесеме во нашите животи да биде многу поприсутно. После патриархално уредување кое трае предолг период, со кој е задоена нашата психа и начинот на кој се доживуваме себе си како жени, многу од нас, многу жени не ни знаат што значи да се биде мајка. Мајка не е само таа што раѓа, мајка е таа што ја отворува својата божествена природа преку се што правиме. И навистина ова огромна широка тема и ако сакаме да зборуваме од индивидуално доживување, најверојатно ќе има колку што сме, толку и приказки. Меѓутоа тоа што е заедничко за сите нас, дека без женскиот, мајкиниот принцип, ниту мажите, ниту жените не сме комплетни во тоа што сме. Само да погледнеме како што гледаме едно ливче или едно дрво или сето што е, се што постои, сите движења, се што е, што не прави нас е мајкиниот принцип. А ово е отсечено од начинот на кој живееме, начинот на кој се однесуваме со себе, најпрво со телото, со кој се однесуваме со мајката земја. Во Македонија само јас сум во Преспа подолго време. Само ако погледнеме колку обработлива површина има во Македонија, ние го знаеме односот кон земјата. Ова е реалноста која се надевам дека ја менуваме. Значи, во овој случај ја користиме уметноста за да влијаеме на една широка популација на менување на свеста и враќање кон природното и сконското корените, кон значењето на зборот мајкинство. Ова е наш начин на кој се изразуваме. Ова е наш начин на кој ние можеме да кажеме тоа што го чувствуваме. Секоја индивидуално го кажува на свој начин, најверојатно и приказката за секоја индивидуално е различна. Меѓутоа тоа кон кое се вовлекуваме не е ниту традиционално, не е ниту корен. Туку е кон себе. Што е сега, што е сегашност и што е реалност. Не кон некој минато, не кон некоја традиција. Нешто што е вистински мајкинство. А тоа е додека јас сум жива, оваа мајка е жива. Ако не сум јас, која ќе биде мајката? Мајкинството е принцип кој го обликува човештвото. Тоа е изворна сила што секоја жена ја носи во себе. Сила со која го негуваме домот и сила со која ги обликуваме општеството и идните генерации. Доживувањето на мајкинската сила и создавањето со мајкинско чувство е моќна движечка сила која ја препознаваме буквално во сиот жив свет, велат авторките на изложбата. Самото создавање е мајкински принцип. Творењето е раѓање на дело. Блискоста на мајкиното доживување и потребата да се допре уште поблиску до мајкинскиот аспект во себе е предизвик за нив и задача која сака да ја развиваат преку создавањето и градењето на нивните дела. Изложбата Мајкинство растеше и се развиваше преку заеднички процес на создавање и интеракција меѓу членките на групата моми во текот на повеќе месеци. Изложбата Мајкинство е практично круна на еден процес што трае подолго време, ако го реализирате сите вие кои што сте дел од моми. Може ли да ни кажете нешто повеќе за самиот процес? Да, значи различно кај секоја изложба си поставуваме самите на себе одреден предизвик, според кој што ние предизвик или тема да го наречам, според кој што ние требаме да ги создадеме нашите дела. Работиме најчесто откако ќе зададеме таа тема
во текот на еден подолг период, да кажеме година или подолго. Кај оваа изложба нашата задача, да кажеме, беше секој да постави еден иницијален концепт, односно дело, да го представи преку скици и со краток концепт, објаснување, може би некои почетни, да кажеме, елементи кои што ги има направено. И потоа секој од нас требаше се надоврза, да кажеме, на она дело во кое што ќе најде, да кажеме, начин за да даде еден одговор преку свое дело. Па така, не може да се каже дека станува збор за посебни дела, туку дела кои што се креирани низ еден процес. Значи, ние постојано одржуваме комуникација, најлесно е денес, значи, преку социјалните медиуми, меѓутоа и состаноци во живо правиме, на кои што ние ги разменуваме нашите мислења, идеи и споделуваме кој до каде е стигнат во работата на овој проект. Така да имавме 7 иницијални концепти и секој по свој избор можеше да се надоврзе дали по форма, дали по идеја. Значи, пред се, оно што го задаваше почетниот концепт, кажува каква ќе биде формата, димензијата. Некој од нас, да кажеме, ги изработија подлогите, кои што не се во обична форма, ги изработија подлогите, па ги поделија на останатите членови за да изработат нешто и ги поврзавме, значи, во еден концепт кој што и ние самите тек сега во галерија ќе видиме како изгледа. Значи, има и некои инсталации, да ги кажам, кои што се направени од органски живи цвеќиња. Значи, тие тек откако ќе се засадат тука, ќе можеме да видиме и потоа ќе се развиваат, нели, во текот на траењето на изложбата, кој што ќе трае еден месец скоро. Малку повеќе од еден месец. Какви материјали и какви техники користевте за мајкинство? Нашата група секогаш сака да експериментира со материјалите и медиумите. На оваа изложба, значи, имаме од, да кажеме, елементи на класично сликарство, меѓутоа не се применети на класично квадратно, да кажеме, платно, иако ги користиме тие, да кажеме, сликарски техники. Инсталации, објекти, живи цветови, растенија кои што ќе се развиваат искомбинирани со различни комбинирани техники, керамика, платно и ете, тоа би биле техниките. Функционирате долго време заедно и секоја следна изложба е одличен пример за тоа дека колку повеќе време работите заедно, толку повеќе се познавате. Дали беше енергијата и можностите, дали бе усогласени и на почетокот кога се собравте заедно да работите и колкава е разликата до денес? Значи, една паралела за тоа како всушност и вие самите како уметнички растевте низ овој процес на заедничка работа и соработка. Соработуваме заедно со авторките од оваа група од 2012 година и континуирано, значи редовно правиме изложби со мали прекини, нели, некој дел од самата ситуација, нели, дел од лични причини, меѓутоа гледаме постојано да сме активни. Ние се дружиме на приватно поле и од пред 2012, меѓутоа интересно е како почна нашите интензивни соработки во рамки на една друга поголема уметничка група, Арт Институт, која што броеше 20 на членови, некако си знајдовме по сензибилитет, видување на нештата и размислување и иако сме сите многу различни, наоѓаме начин, нели, да соработуваме во една група и ете тоа да резултира со да кажам, некој начин успешни резултати. Секогаш работата во група бара и компромис. Иако секој може да има различни гледања на нештата, наоѓаме начин како на секоја изложба тоа да го обединиме. Изложбата Мајкинство, која официјално ќе биде отворена вечерва со почеток во 20 часот во Културно-информативниот центар Скопје, салон Империјал 2, ќе биде отворена за посетители се до 10 јануари 2024 година. Влезот е слободен.